Почитувани гледачи, вие сте повторно на вистинската фреквенција. Ја гледате емисијата во потрага по вистинскиот збор на вистинската телевизија Вистел, а наша вечерашна гостинка е професор доктор Елизабета Бандиловска. Бандиловска е редовен професор на Педагошкиот факултет Свети Климент Охридски во Скопје. Инаку, покрај тоа што е научен работник, редовен универзитетски професор, таа е и писател, член на Друштвото на писателите на Македонија. Па би сакал, Бандиловска, да започнеме од вашето детство. Вие сте родени во Ресен. Ресен е град покрај Преспанското езеро, некаде помеѓу Битола и Охрид. Ајде малку вратете се во вашиот роден Ресен, каде што го завршувате основното и средното училиште. Да, Ресен од секогаш имал влијание врз мене. И денес со задоволство се навраќам таму, секогаш кога можам и колку што можам. Бидејќи во споредба со Скопје, местото каде што живеам, едноставно ве напојува со спокој, со енергија, ви овозможува да си ги испразните мислите и да се наполните на некој начин, да продолжите да творите, да работите, да пишувате онаму каде што сте врзани на некој начин со време, бидејќи јас многу често знам да речам дека во Ресен денот е година, буквално може да стасате секаде и за се. Моето детство во споредба со ова што е денес, да речам, ако се направи некоја споредба, паралела е средношколските денови, нешто што не знам, припаѓа на некое многу убаво, мирно, спокојно време, кога се знаеше некој ред, некоја традиција, некое почитување, безбедно, сигурно растење, созревање. Комуникацијата беше многу природна, спонтана, дружењето беше вистинско. Она што го учевме на училиште, и во основното и во средното, беше навистина учење и стекнување на знаење, секој сам, секој за себе и секогаш отворени за помош и за соработка со другите. Навистина имаше другарство, имаше сето тоа почит и нешто што можеби не направи да бидеме такви луѓе денес, овие генерации, што се 40, 50, 60 години, нешто што голем дел од својот карактер, од личноста, градењето на својата личност, значи основата има тукму во тој период кога сите бевме многу поспокојни, неоптоварени со грижи, ниту од материјален, ниту од политички, ниту еден аспект. Едноставно го живеете денот, го живеете детството, времето, онака како што му прилега со сите своји предизвици. Од тука, не знам, можеби тој спокој, таа тишина ми се одрази на некој начин и во моето поимање на светот и начинот на кој ги гледам, ги перципирам нештата околу мене, бидејќи пристапот ми е многу често таков. Не дека не се борам или не сум бунтовна за некои работи, меѓутоа секогаш пристапот ми е помирен, на некој по-невозбудлив. Не возбудлив, туку начин на кој што полесно може да се решат работите. Бандиловска, обично, убаво почнавте, обично се вели дека личноста се формира уште во детството и во младоста и се формира во таа животна средина, каде што се поминуваат тие први години од животот. Сигурно дека и Ресен врз вас има едно исклучително, ја би рекол дури и пресудно влијание. И вие како професор, нормално дека во вашиот претходен иск цело време зборувавте за учењето, изборувавте за образованието, ама сепак сте биле девојче, подоцна девојка, и сте играле, сте се забавувале во тоа мирно место Ресен, сте ги започнале првите посериозни чекори во животот. Па моето прашање е: кога се роди љубовта кон книгата, кон читањето, кон пишувањето, и кој беше најзаслужен за тоа? Дали
родителите, дедото, бабата, таткото, мајката, значи семејството, или тоа се случи во училиштето, па може да се случи дури во градинката, во зависност од тоа дали сте имале вистинска средба со вистински воспитувач и вистински учител, односно наставник. Ајде прво да видиме во семејството. Кој прв ви читаше приказни, бајки или некои поговорки, гатанки ви кажуваше и слично? Приказните ми ги раскажуваше мене и на брат ми секогаш најмногу дедо ми, по мајкина страна. Так. Кога одевме во Радовиш, бидејќи по мајка сум радовишанка, Так. секое лето, кога ќе се соберевме, дедо ми знаеше да раскажува приказни, да не заинтегрира да седнеме, да слушаме и по нешто да подработуваме. Може би тука тој интерес кон народното творештво, првен би рекла. Значи, беревте јаболки и си раскажувавте. Како ние во Растојца нижевме тутун и татко ми ни кажуваше приказни. Во Радовиш, бидејќи по дедо ми ги раскажуваше приказните, нижевме тутун и ние. Исто, во Радовиш. Во Радовиш, да, и дедо ми ни ги раскажуваше приказните, да. Бевме тројца внуци имаше дедо ми и ајде малку наместо да трчаме по дворот, малку да седнеме да помогнеме во нижењето и заедно со приказните, колку толку нешто ги завршивме некоја обврска. Сработеше. Нешто ќе се сработеше, да. И тоа траеше со години, значи и подоцна кога бе веќе во основно образование, се додека не почина дедо ми, знаеше на тој начин да не привлече. Првиот обид, да речем ли, првата моја напишана песна, стихотворба, како што тогаш ги викавме, за зимата, под влијание на татко ми. Во тоа долги години во Ресен излегуваше Преспански весник. Да. И знам дека тука ја објавив мојата прва песна. И потоа некако тоа ме навлече да продолжам да пишувам. Во моето време, кога јас бев основно образование, па и средно, преовладуваа најмногу темите за другарството, за народно-ословителната борба, револуција. Знам дека имам многу такви песни напишани кои што сум ги објавувала и во наш свет. И нормално во Преспански весник продолжив да објавувам и тука беше тој мој потик, да речам, во однос на пишувањето. Љубовта кон книгите и кон читањето, секако најмногу освен дома. Знам дека од парите што ќе ги заштедев или ќе ми ги даде, сум порачувала книги. Постоеше на сега колку што сеќавам, мислам дека беше во Љубљана наша книга, не можам да се сетам на издавачката куќа, ама пошто имаше некој каталог, не знам од каде стаса до мене тој каталог и знам дека редовно ги порачував книгите, тоа веќе беше средношколскиот период. Наставничката по македонски јазик имаше таква сила, да речам, кај дел од нас да не натера во духот на јазикот да читаме, да пишуваме колку што може. И може би од тука таа моја желба и љубов да се занимавам со македонскиот јазик и да читам. Особено книгите. Да. Сакав да ве прашам, кога говориме за книгите, треба да бидеме правични, праведни, па да кажеме дека покрај семејството и покрај педагозите, односно учителите, наставниците, професорите, можат да имаат и имаат влијание често и библиотекарите. Значи, библиотекарките обично, кои што ги изнајмуваат, ги издаваат книгите, препорачуваат некоја книга. И ќе препорачуваат. И тие ако почувствуваат дека некој дете или ученик сака да чита, тие постојано него го бомбардираат и го хранат со нови и нови наслови и многумина читатели станале читатели, вистински читатели, благодарејќи им токму и на библиотекарите. Точно. Но, вие по-ресен, не случајно се определувате за филолошкиот факултет во Скопје, филолошкиот факултет Блаже Конески, каде што се запишувате на групата по македонски јазик и јужнословенски јазици. И животно се определувате за македонскиот јазик. Зошто го избравте и го ставивте акцентот токму врз македонскиот јазик, а не врз книжевноста, односно другите
јазици што таму се изучуваат. Имате ли, сте размислували ли на оваа Не тема? сум премногу размислувала зошто, меѓутоа Добро. знам дека го направи вистинскиот избор. Иако ми беше многу тешко, не самото студирање, бидејќи студирањето нормално се ги положив сите испити на време. Септемвриска сесија ми беше последна сесија кога ги чистев испитите, година за година. Нормално со просек. Едноставно ме одведе во тој правец. Бев сигурна кога бев веќе 4-та година, кога требаше сите да се определиме кој што ќе студирам, јас бев сигурна во себе и реков одам на македонски јазик. Не знаев зошто и како, не можев да го протолкувам. Можеби од секогаш таа желба во мене да бидам наставник, можеби она желба што ми ја всадила мојата наставничка во осмолетка, кон книгите, кон јазикот, кон читањето, кон пишувањето, можеби била некој пример или ми послужила како пример, како модел кој што сакам да го следам во животот. И се водам од тоа секогаш да им пренесам на студентите нешто што ќе им остане. Не само да го научат, колку да го научат за да се помине, за да се положи, туку нешто што ќе биде трајно, некоја трајна вредност. А ми беше тешко подоцна, затоа што навистина треба време, треба многу труд, многу енергија, многу саможртва, пожртвуваност за да дојдете таму каде што сте сега. Значи, друго е кога почнувате на 20 и некоја на 20 години, друго е понатаму. Чи желбата едноставно за учење на јазикот како да постоеше во мене. Сакав во врска со токму со тоа да ве прашам. Секако дека секогаш во животот има најчесто еден, а некогаш можеби и двајца или тројца, кои што пресудно влијаат врз тој млад човек, како што и врз вас влијаела таа ваша наставничка од основното училиште. Но, кога веќе дојдовте на филолошки факултет во Скопје, кои беа тие професори кои ве задоија со многу знаење, со многу нови нешта и едноставно, сигурно вие сте помислиле во тој миг, добро е што токму овие професори ни предаваат, ние сме среќни што ги слушаме токму нивните предавања и ние посакуваме еден ден да бидеме како нив, односно да бидеме на нивните места. Ќе сакате ли да ни спомните некои имиња од вашите професори, бидејќи голема привилегија и голема радост е да имате такви стручњаци, такви професори, такви наставници кои што, како што се вели, во мал прст го имаат македонскиот јазик од А до Ш. Имав таа среќа, да речам чест, привилегија, како можам да употребам повеќе зборови, да бидам ученик на директните ученици на Конески. Така. И тоа навистина многу значи, особено понатаму, кога ќе, нели, како што поминуваат годините, сте се нашли и вие на таа страна, значи го правите она што го правеле вашите професори, и тогаш сваќате колку всушност сте примиле, кое не само како квантум на знаење, туку и начин како да се однесувате, како вие да учите понатаму, да ги учите другите, и дека всушност се е тоа еден доживотен процес на и на учење, на примање и на давање. Кога тоа ќе се свати, потоа немате проблем со она што сте го одбрале како професија, колку и да ви биде тешко, колку и да наидувате на проблеми, да речем, од тој професионален дел. Уште од прва година, она што моите професори кои што ми оставија впечаток, професорот Людмил Спасов, со кој што и денес соработувам. Да, соработувате и денес. Имаме соработка во многу аспекти, професионална соработка во која тоа што... Тоа е голема привилегија да сте нечи студент, а подоцна да бидете први, односно директен соработник, да. Професорот Мито Миовски. Мито, добро. Навистина исто човек со несекојдневна енергија, од кој што многу можеше да се научи, не само во однос на она што го предаваше, старословенски јазик, споредбена граматика на словенските јазици. Бистрица Миркуловска, словенечки јазик. Да. Професорот Живко Цветковски.
Професорот Кирил Конески, кој што можеби најмногу на некој начин изврши влијание да се определам за лексикологијата како моја потесна област што ќе одберам понатаму за истражување. Професорот Димитар Пандев, за сите овие можам да речам дека и ден денес се живи енциклопедии. Значи, знаења кои што не се поврзани само со област или со предметот што го предаваат, туку многу пошироко. Јас обично велам за личности како овие пред малку што ги спомнавте, дека се луѓе институции. Мислам дека во нивните трезори, во нивните сефови има многу информации, многу податоци, многу знаење. Точно. Информации, податоци кои што не се само од книгите, туку се и од контактите со видни луѓе кои што биле во тоа време нивни професори. Животно искуство. Да, животно искуство. Значи, ние сега имаме сосема друго животно искуство, ние учиме за Конески преку книгите и преку контактите токму со овие ученици. А друго беше кога ние лично имавме можност да го слушаме Конески како професор и како писател и да бидеме со него. Да споделиме дел од животот. Дел од животот. Како негови современици. Современици. Друго е кога сте современик, друго е кога учите преку на овој посреден начин. Професор доктор Бети Може. Елизабета Бети Бандиловска. Само една реченица сакав да се вметнам. Вие докториравте на филолошкиот факултет. Да. Па кажете ни малку нешто и за тоа, за вашата тема, за докторатот, бидејќи всушност со докторатот вие го заокружувате тој академски процес. Процес. Долго размислував околу изборот на темата за мојот докторат. Особено што магистерската беше сосема една многу поконкретна, да речам, многу постручна, специализирана област, каде што ги обработував називите за овошјето. И во тоа лутање, размислување да се одбере нешто што ќе биде не само интересно, туку и да има материјал за проучување, да се понуди секогаш нешто ново, се насочив кон придавките, парадигматските односи, тоа значи или темата е таа парадигматските односи кај описните придавки во македонскиот јазик, чи како придавките, да речам, се менуваат во смисла на во однос на своето значење, кога стапуваат и во други во односи со други зборови, колкав е тој потенцијал нивни за метафората, метонимијата, синекдохата, за воспоставување синонимиски, антонимиски, хомонимиски врски. И како сублимат на сето тоа се определив за една група на придавки, ги проучував придавките за боја, токму во сите овие аспекти, како тие се однесуваат. Тема која што навистина бараше многу истражување, многу труд. Срекна сум што успеав тоа да го направам на едно многу високо ниво во соработка и со мојот ментор, професорот Людмил Спасов, но и во соработка како коментор со професорката Даринка Гортан Премк од Универзитетот во Белград во Србија, што за мене беше навистина едно убаво искуство, особено кога знаете дека она што сте го одбрале како тема, како предмет на проучување, го истражувате, го правите тоа на вистинскиот начин. Потоа, по вашето докторирање, вие станувате асистент, односно доцент, подоцна и воренден, и сега сте нормално редовен професор на Педагошкиот факултет Свети Климент Охридски во Скопје. Таму предавате повеќе предмети, на повеќе студиски групи. Студиски групи, да. Па ајде сега малку кажете ни кои се тие основни предмети кои што ги предавате и какво е вашето искуство како професор на оваа институција, Педагошкиот факултет, каде што исто така се образоваат, значи се создаваат, би рекол, идни кадри за воспитанието и образованието. Так. Во таа педагошка сфера. Да, првиот кадар за првиот циклус на основното образование, да, и во предучилишните установи. Предавам два задолжителни предмети кои што ги слушаат сите студенти што ќе се запишат во прва година. Македонски јазик со култура на изразувањето, 1 и 2, значи првиот единицата се однесува на она што е општа писменост, владење на правописот и правоговорот, нешто што е
задолжително треба да го поседуваат не само студентите на наставничките факултети, туку ми се чини дека и сите студенти, бидејќи сите ние на некој начин, особено нели кога зборуваме за академски образованите луѓе, сите тие се дел од официјалната комуникација без оглед каде и што работат. Вториот предмет е малку постручен, се работи за морфологија и синтакса. Имам изборни предмети кои што се однесуваат токму на лексикологијата, лексикологија со фразеологија и диалектологија, и во групата библиотекарство, лексикографија, енциклопедистика и комуникација со култура на изразувањето. Се поврзани се на некој начин и со мојот докторат и со нашто сум го работела во изминативе години. Какво е искуството? Па веќе сум таму од 2006 година и можам да кажам дека секоја година средношколците, односно студентите веќе во прва година која ќе дојдат, доаѓаат со се послаб квантум на знаење. Значи се помалку го владеат македонскиот јазик. Сме имале многу силни студенти, многу јаки генерации кои што знаат и кога работите со нив многу лесно работите. Каде е проблемот Бандиловска според вас? Знам дека има многу проблеми. Има многу проблеми. Кој е основниот? Прелесно ли ги добиваат тие петки, тие оценки? Да, мислам дека на начинот на кој што ги добиваат оценките или желбата по секоја цена да се има сите да бидат одлични. Одлични, да се има висока оценка, почнувајќи од прво одделение, 9-то, па во гимназија. Од една страна, значи тој притисок по секоја цена да се биде одличен. Од друга страна и самиот наставник. Попусливоста. Ајде да се помине. И можеби попусливоста, начинот на кој веќе сега се пристапува кон учениците. Значи, како да го предаде материјалот, мотивираноста на самиот Па и стручноста и компетентноста на Стручноста и компетентноста, тоа ми беше сега третата. Колку тој учи, колку тој знае, тој што треба да пренесе знаење, ако самиот не се надградува. Годиниве наназад, особено ајде ќе речем можеби последниве 10 на 15 години, многу полесно се предава литературата отколку јазикот. Така. И тоа е проблем кој што од секогаш постоел, меѓутоа последниве години е многу јасно сите бегаат видливо изризен. Од граматиката. Сите бегаат од граматиката. Вие граматиката не можете да ја толкувате на субјективен начин. Се знае што е правило. Би рекол. Се знаат правилата и треба сето тоа да го објасните. Треба сето тоа да им го представите на учениците, но што е најважно, треба сето тоа јас да си го проверувам постојано. Правописот се менуваат зборовите. Че јас треба да бидам спремна кога ќе предавам за акцент или кога ќе предавам за, не знам, за минато свршено време, несвршено. Значи бегаат и самите наставници од она што е граматика, полесно е, ќе ја дадам книгата, лектирата, кој ќе ја прочита, сега не мора да се прочита, на интернет ќе најдете обработени, прераскажани. Цел час ќе дискутираме, ќе зборуваме, една тема отвора други подтеми. Тоа е во ред. Па ќе зборува за ликови, за действие, ама нема да се држи до една екзактна, стручна, научна материја, каде што нема јас мислам. Другите смислиле многу порано. Другите смисли и тоа се веќе правила, и тоа се закони, законитости кои што треба да ги научиш така и така. 2 и 2 се 4, не се 6. Точно. Ве разбирам и бидејќи сте во оваа сфера, во научната, во стручната сфера, знам дека, рековте пред малку, јазикот е жива материја. Постојано се обновува, се регенерира, се усовршува. Ме радува што вие учествувавте во многу сериозни проекти на Институтот за македонски јазик Крсте Петков Мисирков. Еден од тие проекти е и овој толковен речник на македонскиот јазик. И голема работа е да сте дел од тимот, од една екипа на стручњаци и научни работници, кои што создаваат трајни дела, бидејќи овие книги, овие остварувања од овој тип, како што се речници, лексикони, прирачници, практикуми и слично, тие изданија се траен влог во македонската самобитност, како јазик, како писмо, како култура, пиша на трага, дури би рекол, тие се цивилизацијски придобивки. И ние утре, заутре, кога некој ќе не праша што сте, ќе им кажеме, ние сме македонци, затоа што има македонски јазик, има македонско писмо. Кој е тоа
писмо, еве го. Кој е тој јазик? Еве го. Значи, работевте на сериозни проекти, како надворешен соработник на Институтот за македонски јазик, но и на Филолошкиот факултет, и не случајно ја добивте и наградата Гоце Делчев. Тоа е награда, државна награда, која што се доделува за достигнувања, за особени, за врвни достигнувања од областа на науката. Ајде малку кажете ни зашто ја добивте ова награда? Наградата, да, мислам дека целиот тим, сите 21 автор што сме вклучени во работата на толковниот речник, мислам дека ја добивме заслужено, многу заслужено за зашто е макотрпна работа. Од 2000 до 2014 година, че работата на толковниот речник почна во 2000 година. 2014 излезе последниот том, че една, да речеме, повеќе од 10 години, од една деценија работа, бидејќи навистина треба многу труд, многу време, многу енергија, знаење. Знаење, на почетокот бевме, да речеме, особено ние помладите, малку лаици, затоа што прв пат се соочуваме со една лексикографска работа, но имавме добри учители. Професорот Кирил Конески, професорката Снежана Велковска и професорот Живко Цветковски, кои што беа во редакцијата, се во членови на редакцијата на ова хартиено издание на толковниот речник, навистина вложија максимален напор за да можеме сите на некој начин да го совладеме она што е техника на изработка на лексикографски статии. Навистина, јас го доживував тоа како процес на учење и задоволство, бидејќи навистина реткост е да можете да работите, да бидете дел од моментот, да речам временски подолго трае, но тоа е момент на изработка на едно дело кое што останува за секогаш за едните генерации. И нешто што останува како искуство понатаму. Бидејќи ова наша емисија ја гледаат и возрастни, но ја гледаат и помлади гледачи, можеме ли практично, малку, да им кажеме дел од таа ваша секојдневна работа кога се прават вакви проекти, како што е во случајот толковниот речник? Најпрви, што ви е потребно? Сигурно ви е потребна една картонска кутија во која што ќе ставате афиши, ги викате вие, ливчиња, каде што постојано ќе запишувате на зборот А, тие и тие термини, на зборот Б, и ќе ги сложувате постојано тие ливчиња, ќе ги надополнувате за на крај да ги систематизирате, да ги анализирате. Значи, тоа е еден долг процес, макотрпен процес, но верувам дека и возбудлив, бидејќи постојано откривате нови информации, нови зборови, нови податоци, нови знаења, би рекол. Значи, се надградувате себе си и се зачудувате дури колку нашиот македонски јазик е богат. Може би ние доволно не го знаеме, зашто има стари, архаични зборови. Зборовите имаат многу значења. Некој сте мислеле дека тој збор едно значи, а после се открие дека сосема друго значи и слично. Па, дали таа работа еве и се уште ви причинува, сигурен сум, задоволство, бидејќи, како што реков пред малку, постојано се освежувате, колку ще се заморувате, толку и се освежувате истовремено. Дали оваа работа е работа што вие ја сакавте кога бевте студент и дали воопшто предпоставувавте дека таа работа е таква каква што е сега или имавте поинаква представа? Во однос на лексикографската работа немав представа, буквално затоа и реков, ние бевме некоја група на помлади колешки, само што магистриравме и се вклучивме во работата на толковниот речник и за нас беше тоа навистина возбудлив процес. Учење, откривање и на тој начин созревавме во научна смисла. Че кога сте вклучени во работа на едно вакво капитално издание, невозможно е да не примите, да не научите многу работи. Тоа е методологија. Методологија, да, меѓутоа се соочувате не само со прашања кои што се врзани, стручни, директно, туку и ова што рековте, зборот. Ние секогаш го врзуваме со едно значење, може да откриете 10 значења. Зборот вода, например, има 10 значења. Ние обично го врзуваме вода за пиење, но има уште 10 други. Начинот на кој се добиени тие значења. Пребарувате низ тие фишите, ги откривате значењата.
колку пати сме се сретнале со зборови за кои што не сме ни знаеле, например, дека постојат. Мислам дека и денес има, некој ќе споменам, бидејќи и со студентите кои ги работам, воопшто не им се познати Сиње, Укит, Иње. Значи, воопшто не ни знаат. Дзуница, веќе за добар дел од студентите не познат поим. Значи, ние сме ги учеле архаичните. И она што тогаш ние го имавме, а да речем денеска го немаат помладиве генерации, фондот на зборови. Ние многу читавме. И читајки си го збогатувавме речникот. Синоними за... Ние ги откривавме значењата на зборовите, а денешниве деца, студенти, ученици ги откриваат македонските зборови. Тука е таа разлика што постои, че не го владеевме толку англискиот јазик, меѓутоа македонскиот го познававме со сите негови дијалектни, разговорни, архаични форми, многу повеќе. И откривавме нешто што ни беше навистина интересно во процес во однос на она што го одбравме да не биде наша професија, да се занимаваме со македонскиот јазик. Професор Бандиловска, сакам да ве прашам, рековте пред малку, спомнавте дека сте лексикограф, дека се занимавате со лексикографија. Дали беше тоа задача и обврска или ваша лична, би рекол, авторска, творечка, креативна, сепак определба? Бидејќи и денеска тоа го работите. Што значи за вас лексикографијата? И малку кажете ми нешто повеќе за тие ваши лексикографски остварувања и истражувања до сегашни. Лексикографијата како наука е дел од лексикологијата, поконкретно се занимава со изработката на речници. Значи, специјализирана, практична примена на сето она што е дел од лексикологијата. Навистина треба човек да сака да го работи тоа, да истражува, затоа што е долготраен процес. Еден збор за да го сработите, некогаш ќе ви биде потребна и една недела, додека да му ги истражите сите значења на зборот, да го средите методолошки. Почна сето тоа како задача, да речам, кога влегуваш во тим, кога ќе се вклучиш во една таква работа, нормално тоа е задача, но потоа стана задоволство. И ден денес, еве сега, здравје се подготвуваме за еден нов лексикографски проект, чувството е секогаш предизвикувачко во смисла дека се занимавате со нешто што го сакате и нешто што сакате трајно да им го подарите на идните генерации. Нешто што знаете дека ќе биде од корист за сите, кои ќе го земат толковниот речник, кои ќе го земат кој да било речник, каде што треба постојано сите ние да се проверуваме. Не можеме да кажеме дека го знам зборот. Го знам значењето му, ги знам формите, без разлика е го толковниот речник, утре ќе излезе правописен речник. Че сите не имаме потреба од постојано проверување, нешто што денес малкумина го прифаќаат дека треба да го практикуваат во својата професија, особено кога се занимавате со учење, со подучување на другите. Че сепак лексикографската работа не можете да ја работите ако не представува за вас тоа задоволство. Желба, предизвик, поттик да одвоите многу од вашето време и од вашите ноќи и денови за наместо за други активности, за истражувачка работа. Мислам дека ќе се согласите со мене во констатацијата, односно со констатацијата, дека најголема сатисфакција, најголемо задоволство, па би рекол и најголема награда и радост е тоа што знаете однапред дека создавате трајни вредности, дека работите на истражувања, на проекти кои што ќе останат, кои што едноставно се од национално, ја би рекол, многу пошироко културно и културолошко значење, кои што се, би рекол, бесмртни проекти. И во таа смисла треба да се одбележи вашиот ангажман дека во 2 мандата сте член на Советот за македонски јазик при Министерството за култура на Република Македонија. Ајде малку за гледачите да им кажеме што значи тој совет, бидејќи навистина Советот за македонски јазик е активен и стои зад повеќе своји акции, активности, проекти, ангажмани, а еден од нив е и лиценцата за лектори. И вие лично сте вклучени во тоа
нешто што е многу битно, да имаме лекторирани изданија, да имаме и фирми, односно надписи. Правилни, а не сгрешени, и што повеќе со кирилично писмо, на кирилица, а не каде што не треба книжарница да биде напишана на латиница, бидејќи навистина... И не е, многу често не е ни книжарница, книжара се среќава, што е уште повеќе погрешно. Обично книжара, или мора да биде нешто напишано на англиски, затоа што тоа звучело поубаво, или тоа било за странци. Да, ама странци во градот може да има 5, а другите 5 луѓе или 5%, а другите 95 цела година гледаат латинични, англиски фирми, англиски надписи. Не си го цениме ли ние доволно нашиот јазик и нашето писмо, па мора ли тоа само законски да се решава овој проблем? Ја изгубивме ли само почитта? Не ни се допаѓа ли нашето кирилично писмо? Што е проблемот? Или премногу компјутерот кој што има латинични тастатури ни направи збрка и проблеми? Овде отворивте многу теми. Овде има многу теми за дискусија, иако се сите поврзани меѓу себе, меѓутоа многу аспекти се засегнати во однос на јазикот, во однос на неговата употреба и како денес го поимаат не само младите, па би рекла можеби и од повозрасните, некако како да влече инерцијата и се поголем број од говорителите, од корисниците на јазикот потпаѓаат по тоа влијание на стихијата, да речам, онака како што се гледа, онака како што се слуша, без да се провери во книгите. Да, втор мандат веќе сум член на Советот за македонски јазик, каде што инаку Советот е советодавно тело на владата на Република Северна Македонија во однос на прашања поврзани со македонскиот јазик. Се обидуваме секогаш да ги следиме ситуациите, да даваме некакви предлози, решенија во смисла на активности. Првото нешто што го направивме кога во 2017-та беше повторно да се обнови лекторскиот испит, да се воспостави тој процес на полагање. Има ли голема заинтересираност и денес Има, затоа што се уште полагањето е бесплатно и може да се јават сите што имаат завршено. Колку годишно отприлика има кандидати заинтересирани да добијат лиценца? Не знам точната бројка, бидејќи тоа го работи комисија која што е специјално задолжена за полагање на лекторскиот испит. Меѓутоа може да се пријават сите што имаат завршено на катедрата за македонски јазик. Добро. Да го полагаат тој текст и ја добиваат лиценцата со која што може да бидат лектори. Голема е потребата денес, не само во издавачките куќи, не само во медиумските куќи, би рекла на секаде, во секоја сфера, во секој сегмент од лекторирани текстови, затоа што некако се наметнува и се почесто преовладува тоа правило: пишувам како што сакам, објавувам како што сакам. Повеќе го владеат, за жал, англискиот правопис, англискиот јазик, а сето тоа неминовно се одразува директно на квалитетот на нашите, на македонските текстови. Зошто е битно да се применува стандардниот јазик во неговата правилна форма? Затоа што младите генерации учат и од она што го гледаат околу себе, и од рекламите, додека се движиме по улиците, сообраќајните знаци, од она што го гледаме на телевизија, од она што го читаме, колку и да е правилото во однос на пишувањето на одредени аспекти од правописот, да речеме голема буква, каде се пишува мала буква. Ако вие постојано го гледате зборот така напишан, тоа влегува во свест. 8 март, јас мислам дека на прсти се бројат луѓето, обични корисници, кои што немаат допирна точка со јазикот, ако треба да го напишат како празник, на честитка или како на картичка, што и да е, го пишуваат 8 цртичка ми, па март. Тоа ми е директно влијание од англискиот јазик. Исто како што ја имаме и болницата 8 септември, но веќе тоа официјален назив и тешко можете да го промените. Ете, тука се надоврзуваме на називите. Точно сакаме да бидеме помодерни. Сметаме дека ќе бидеме помодерни ако го користиме англискиот јазик, англиските зборови, што е сосема погрешно. И уште нешто сакав пред малку да кажам, да бидеме малку и практични и прагматични. Тие што имаат лиценца за лектор, на одреден начин имаат и можност хонорарно да заработат, па дури и да се вработат. Значи, денеска навистина има недостиг
Дефицитарна е професијата. Ке се надоврзам сега лектор. на ова, да, значи Советот за македонски јазик веќе во вториот мандат, мислам дека се надам дека ќе успееме. Работиме на нов закон за употребата на македонскиот јазик, сега веќе предлог закон за употребата на македонскиот јазик е во собраниска процедура и со него е предвидено вработување на лектори во сите институции. Да. Во сите области, буквално да бидат покриени. Значи, една поголема бројка од лектори ќе бидат професионално, значи, ништо што треба да оди како текст официјално во медиум, правопис, да не биде дали ќе биде од правната сфера, економската сфера, значи ништо да не биде лекторирано. Токму затоа тоа го кажав, но бидејќи сме кон крајот на емисијата, брзо лета секогаш времето, камерите пред малку ги покажа овие ваши практикуми, овие ваши научни и стручни изданија, јас го покажав толковниот речник, но сакам посебно да ги покажам сега, да ги издвојам вашите писателски книги, изданија. Тоа се Самовилска сонувалка, Река без брегови и Здивот на полноќта. Значи, овие три книги се заслужни, односно вие сте заслужни со овие три книги и вие сте член на Друштвото на писателите на Македонија. Значи, покрај тоа што сте научен и стручен работник, вие сте и писател, односно писателка. Сега, бидејќи се ближиме кон самиот финиш, кон самиот крај, само да кажам дека сте исто така дел и од тимот на Еразмус Плюс. Кратко, што е тој тим Еразмус Плюс? Знам дека се занимава со образованието повторно. Да, тоа е проект кој што заврши, значи бевме 2 години кој што траеше, 2019-2021 година во соработка со универзитетите во Загреб и Марибор, учење на мајчин јазик во неповолна положба за деца мигранти или оние кои што немаат можности, обично за луѓе кои што се во потрага, да речем, по нов дом, па се принудени некаде да престојуваат и треба да го учат јазикот на земјата во која што престојуваат и на практичен начин требаше сето тоа да се направи еден практикум или прирачник од кој што полесно ќе може да го усвојат јазикот преку соодветни вежби за полесно учење и разбирање, некоја паралела меѓу мајчиниот и јазикот на земјата во која што престојуваат. Да. Сега на самиот крај од емисијата на оваа така наречена отворена книга, ве замолувам да изберете една боја, еден фломастер. Добро, сината. Вие сте лектори, мораме да внимаваме, не плава, како што обично. Нема плава, затоа нема, сината боја. Ќе го напишете со сината боја вашето име и презиме. Овде ќе го напишете денешниот датум 27 ноември 2023 година и овде посебно ја очекуваме вашата порака, вашата мисла. Веднаш сега? Да, сега треба да напишете. Прво подпишете се овде. Значи, Елизабета Бандиловска горе, прво вашето име и презиме. Ајде, овде. Како што им се подпишувате на студентите под десетките и деветките. Се поредко ги стават. Се поредко ги стават. Подпишете се и тука на овој наш лист. Тука датумот, сепак да остане на сведоштво за денешниот ден, 27.11.2023 година. И сега сме љубопитни да видиме што ќе напишете како порака, како мисла, бидејќи пораката тоа некако сосема спонтано ми дојде. Кога ќе се вратам пак назад во моите средношколски денови. Добро. Она што беше небо. Владо Малески. Браво. Има една многу убава мисла од кај него. Да. Она што ќе остане по нас како трага. Браво, одлично. Еве не подсетивте и на Владо Малески и на неговиот роман, она што беше небо. Бидејќи ние постојано треба да се подсетуваме на нашите претходници, нашите основоположници, нашите темелници, на нашите вредности. Ние сме само еден мал дел од мозаикот, од, би рекол, ситни камчиња, зрнца, песок во традициите и историјата на Македонија. И секој претходен влог треба да го почитуваме, исто како што јас го почитувам и го ценам вашиот
ангажман и како што правам со сите соговорници, па сега и со вас, со рака, сакам Ви благодарам за да ви поканата, честитам беше драго. и да се гледаме само по убави поводи и да снимаме вакви емисии поради вашите нови истражувања, вашите нови научни и стручни трудови, но и вашите нови книжевни дела. Ви благодарам многу за вашето денешно учество. Беше драго